Честните пронаоѓачи на тајните документи за вакцината кои будат сериозен интерес, ама поради страф од длабоката држава не смеат да ги публикуваат традиционалните медиуми. Секогаш, како што и вообичаено се случува со вистината, го пронаоѓаат вистинскиот пат за да стасаат до безкомпромисните професионалци, чија задача е да ги обелоденат, за да му ги отворат очите на народот. Да се разбуди свеста дека некој човештвото буквално не само што започна да го роботизира одамна, туку го става в пранги и се обидува да го депопулира и да се дојде до таа златна милиарда жители максимум што би требало да го има светот, што спонзорите на овие вакцини начело со Бил Гейтс ги најавија. Сепак изворот од кој се црпат овие цврсти докази за планираниот геноцид не ја гарантира ексклузивноста, што можноста да го користат. Имаат и други, не само познати, туку и светски докажани борци за човекови права, кои дури ја имаат на располагање и листата на спонзори на вакцината. Светски центри моќ, чие главно седиште у Вашингтону, то су Комитет 100, Савез за спољну политику, Зилатерала и тако дали. Tu su svetske masonske centrale. Oni imaju za cilj da smanje stanovništvo celog sveta na manje od 1 milijarde. Се разбира, клучното прашање е од каде е таа технологија која се користи за да биде спроведена оваа масовна операција. Одговорот го имаат кои ако не припадниците на суверенистичките и патриотските организации, кои врз основа на долги научни истражувања утврдиле дека се работи за документација преземена од ангелот на смртта Јозеф Менгеле. Буквално неговата идеологија се пренесе во Соединетите Американски држави преку таткото на Бил Гейтс и преку други високи службени лица од американските системи и токму тоа е, значи, продолжување на политиката и идеологијата на нација Германија, на Хитлер. Но на овие македонски факти им се противат толкувањата на бугарските источници. Тие со оглед дека нивната администрација во тој период била во таа оска, имаат појасен увид за тоа каде, што од материјалите завршило. Цялата документација на Третиот рајх по отношение на биохимичните изследвања, вклучително и дневниците на Менгеле и така нататък, са си ги прибрали китайците, защото Китай също се води победител. Преди всичко е прибрана японската документация. Майсторите на коронавирусите са били японци. Без оглед на потеклото, на многумина освестени им е јасно дека целта на ковид кризата е луѓето да бидат поробени. Еден од главните символи според тие што добро знаат е маската, според која, како што покажуваат сите податоци, се мери и послушноста, но и умствениот капацитет. 7-8 месеци ниту сам купила маску, ни планирам да купим, ни планирам да ставим маску. Сналазим се како могу, не идем у велике маркете, не могу ако мислим да ако ставим нешто на мене, тоа е као да сум веќе поробljena. Тоа е Наравно, и моја психа. Tačno, i to jeste cilj, ne samo da se gleda ko sluša, ko ne sluša, nego se čak procenjuje inteligencija ljudi. И на крајот, за да нема потреба таа да се мери или проценува, договорено е спасение кое веќе е во тек. Пандемијата е искористена воедно и за маска за воената операција која што се одвива во теков во моментов. Вчера е подпишана и одобрена наредбата од планетарниот председател Доналд Трамп. Операцијата е со назив Warp Speed, односно тивка операција за чистење на злото, на сатанизамот и нивните слуги од целата планета. Изгледа дека следбениците на планетарниот председател не сватиле дека тивката операција е сосема спротивна од нивните заложби и се нарекува вакцинација.